Добре дојдовте на видео част по ликовно образование. Наставна единица ликовни елементи во цртањето, контурна и текстурна линија. Часот е наменет за ученици од 5-то одделение. Јас сум Костовска Лиљана, одделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев Могила. На овој час треба да ги постигнете следните цели: да знаете за линија како ликовен елемент, да умеете да ја препознавате и да ја воочувате линијата насекаде околу себе, да знаете за повеќе видови линии, да знаете што е контурна, а што текстурна линија, да разликувате контурна од текстурна линија и практично да можете да ги представите контурните и текстурните линии. За часот ќе ви бидат потребни следните материјали: хартија од блок, молив, гума и учебник по ликовно образование за 5-то одделение од авторите Данчо Ордев и Игор Ордев. Часот ќе го започнеме со една игра, или вака, или така. Јас ќе ви прочитам 3 барања. Вие ќе треба брзо да се одлучите и да ги исполните барањата. Погледни на твојата рака. Или нацрти цртеж со молив од твојата рака, или опиши ја со 3 збора. Замисли го твоето умилено парче облека. Или нацртај го, или опиши го со 3 збора. Треба да објасниш каде се наоѓа твојата соба во домот. Или нацртај, или објасни со една реченица. Застанете го видеото тука и направете ги овие 3 барања за 3 минути. Ова игра помага за концентрација. Помага исто така брзо да носите одлуки. Сигурно добивте нешто или вака или така. Значи или имате цртеж на рака, или можеби сте одбрале зборови: мала, детска, нежна, рака. Истото е и за останатите 2 барања. Но што и да направивте, без разлика дали нацртавте или напишавте, вие употребивте ликовен елемент линија. Линија – основниот елемент од ликовниот јазик. Човекот линијата ја употребува секојдневно за неговите потреби. Со линијата пишува, представува разни форми, информира, ги бележи своите идеи и своите мисли. Со еден збор, човекот со линијата комуницира. Линијата е насекаде околу нас, во природата, во предметите и во уметничките творби. Ја наоѓаме во дрвијата, гранките, стеблата и корените, во контурите на лисијата, цветовите, тревките, во контурите на планините, облаците, зградите, оградите, столбовите, жиците, патиштата, реките, езерата и морињата, кај сите животни и кај човекот. Човекот не ја забележува секогаш убавината на линијата, бидејќи често таа е пригушена од формата или бојата, особено ако бојата е интензивна и посебно убава. Но ако се издвојат овие 2 ликовни елементи, се открива убавината на линиите, чудесно искомбинирани во прекрасни целини, какви што може да создаде само природата или човечката фантазија. Линиите можеме да ги поделиме на повеќе начини. Има криви и прави линии, куси и долги, дебели и тенки. Но она поделба што на овој час нас најмногу не интересира е поделбата на линиите на контурни и текстурни. Контурна линија. Ако во нашето ликовно изразување со една линија го опишуваме надворешниот лик, односно формата на она што го прикажуваме, таа линија ја именуваме како контурна линија. Ова се примерите за контурни линии што се дадени во вашиот учебник. Јас си издвоив уште неколку за вас. Контурна линија, каде што е обележана државата, границата на нашата држава, еден цвет, нацртан со контурни линии, и 2 музички инструменти. Да видиме сега што значи текстурна линија. Со текстурната линија ја представуваме разновидноста на материјалот на површината на нештата кои ги цртаме. Тие можат да бидат рапави или мазни, груби или нежни, сјајни, крзнени, дрвени и слични. Линиите со кои тоа го доловуваме се нарекуваат текстурни линии. Ова се примерите за текстурна линија кои се дадени во вашиот учебник. Јас си издвоив уште неколку примери.
каде што можете да забележувате дека се применети сите видови на линии, куси, долги, тенки, дебели, за да се долови текстурата на предметот кој што се црта. Овде имате и два примери од ученици од петто одделение. На првиот цртеж имаме лик од девојка, од жена, портрет, во кој што се застапени само контурните линии. Во вториот случај имаме исто така лик од девојка, портрет, но тука имаме мноштво изобилство на текстурни линии, за да доловиме текстурата на косата, на вегите, на очите, на кожата, на устата. Разгледајте ги внимателно овие примери. Бидејќи сега за крај на часот ќе ви зададам една задача. Поделете го листот од блокот на половина. Нацрте лик, едната половина од ликот. Нека биде нацртана само со контурни линии. За другата половина користи и текстурни линии, за да ја прикажеш косата, вегите, очите, брчките на кожата, брадата или мустаките. Откако ќе го нацрташ својот цртеж, разговарај со некого за него. Заедно проверете дали точно си го применил наученото, а потоа естетски вреднувајте го делото. Ви благодарам на вниманието.